Денеска сме тука во центарот на Скопје, на зеленото познато популарно пазарче. Разговаравме со луѓето кои што тука го печелат својот леп. По тој леп ја го хранат своето семејство. Разговаравме за начинот како властите дека во општина Центар во градот Скопје се однесуваат со нив, како се задоволни, тоест да бидам попрецизен, незадоволни од моменталната ситуација во која што самите работат и во која што државата се наоѓа. Она кое што е важно да кажам дека наместо розевите очила кои што се обидуваат од владата и скапо платениот пиар со нормално државни и крадени пари, да го представат, овие луѓе одека буквално солзи ронат и едвај од крај со крај врзуваат во први месец. Она кое што можев да го слушнам навистина е страшно, тажно, но истовремено и разочарувачки и дополнително не мотивира да истраеме, да се бориме и да направиме подобра држава од ова во која што денеска доведе Зоран Заев и ова раководство на СДСМ и оваа влада, коалиција СДСМ-ДУИ. Ценам дека во периодот кој што следи, вакви посети се императив и за нас како политичка партија, заедно со граѓаните да ја напишеме следната, би рекол, изборна програма која што ќе биде дел од локалните избори, но истовремено и да се подготвиме за нови предвремени парламентарни избори, во кои што оваа влада ќе биде минато, ќе дојде влада која што ќе работи за интересите на граѓаните и за интересите на Македонија. Она што можам како човек да се обврзам како нивен со граѓани дека сето свое знаење, сето време кое што ќе ми биде на располагање, ќе работам исклучиво за интересите на овие луѓе, бидејќи нема поголемо задоволство за човек да направи друг човек среќен. И благодарам. Кој имате прашање, и стојам на располагање. Кажете ми, добивте одговор на вашето барање за предвремени избори од премиерот Заев дека сега не е време за предвремени. Нели тоа го зборуваше и претходно, тој дека треба да се посветиме на економијата и така натака. Ваш коментар околу неговиот одговор? Па не знам дали воопшто може да се верува на изјавите на господинот Заев, затоа што четврта година поред ние слушаме само лаги и многу криминал по Македонија. Но единствено што е јасно и што би рекол еве вака да се изразам помалку шеретски, а што се гледа од месечината е Кинескиот зид и нови предвремени парламентарни избори, нова влада и одговорност за оваа влада која што го покраде народот. Дали вашите зачестени теренски активности во последниот период значат дека верувате дека со локалните ќе има предвремени парламентарни избори? Па четврта година поред сум претседател на ВМРО ДПМН, ве четвртата година. Јас сум континуирано на терен и континуирано сум граѓаните, не значи дека ако сега можеби сме тука и дека пред нас се локални избори или она што го најавуваме предвремени парламентарни избори, тоа подразбира дека ова е кампања за тие избори. Бидејќи четврта година поред, би рекол повеќе од 200 дена во годината се наоѓам на терен, се наоѓам помеѓу граѓаните и така и ќе продолжам, бидејќи само така можеме како луѓе и како политичари да ја вратиме вербата во луѓето, бидејќи луѓето комплетно имаат изгубено вербата во политичарите, бидејќи за жал овие години политичарите донесоа само едно големо политичко мочудиште во наша Македонија. Добро, ама верувате дека ќе има? Верувам апсолутно. Верувам и се борам за тоа. И потребно е тоа да го има. Господине Вицкоски, За ваше добро, за доброто на сите. Последното истражување на Институтот за демократија покажува дека симпатизерите на ВМРО ДПМН имаат многу ниска поддршка во евроинтеграциите во Европската унија. На што се должи тоа? И како го коментирате? Не сум ја гледал таа анкета на именуваната институција, но на што можам да кажам е тоа дека ВМРО ДПМН како политичка партија од нејзиното формирање практично па до ден денешен главен адут е интеграцијата на Македонија во рамките на Европската унија и нормално НАТО интеграцијата и за сето тоа ВМРО ДПМН како политичка партија изминатите години и кога беше владано и кога беше опозиција работеше и придонесуваше. Јас би рекол дека граѓаните можеби имаат се помала доверба во рамките на институциите од Европската унија затоа што гледаат дека тие молчат пред налетот на анахроните и би рекол ретроградни желби кои што ги има нашиот источен сосед, а желбите за асимилација на македонскиот народ и на македонската држава.
можеби кога би биле тие повеќе проактивни и кога повеќе би го советувале нашиот источен сосед да помалку му верува на Заев, а повеќе да верува на македонскиот народ, тогаш и довербата на граѓаните во рамките на европската бирократија ќе биде поголема. Да сумирам, Европа е таа која што треба на овој народ да му врати, затоа што овој народ направил за Европа. Да престане Европа да му верува на лагите на премиерот кај нашиот источен сосед, а тој да намали да верува на лагите на нашиот премиер кој што е во заминување Зоран Заев. Туку нека се заврти помеѓу овој народ и да слушне све што му е потребно. Затоа помогнете му на овој народ, поддржете го. Овој народ местото му е во Европската унија како граѓанин во Македонија, како македонец кој што си го сака и љуби својот македонски јазик и кој што верува во сопствената историјата која што ја формирала оваа независна македонска држава и која што верува во своите традиции кои што со векови самиот ги града. Тоа треба да го направи Европа, ако сака довербата повторно се врати. Во спротивно, за жал Европа ќе изгуби довербата помеѓу македонските граѓани. Дали Евразиска економска унија алтернатива? Алтернатива за Македонија, освен полноправно членство во Европската унија, нема, но истовремено би рекол дека во моментот бев и се уште сум зачуден од ставот на Стево Пендаровски, кога се обиде да фингира и да би рекол изненадува со лагите кои што ги пушташе пред некој месец во јавноста, кога велеше дека и јас сум бил на состанокот на кој што тој одбил да биде Македонија дел од Европската економска унија. Така што мислам дека е потребно веднаш политичарите во Македонија да донесат консензус за понатамошните чекори и како држава, но и како политички партии. Алтернатива на Европската унија и полноправно членство нема, но членство и во Европската економска унија или Европската економска заедница во овој момент добро би дошло за македонската економија која што е на колена, а ако не верувате, поминете и направете прилог кај луѓето кои што продаваат на тезгите на пазар. Како го коментирате различниот став на директорот и заменик директорот на статистика? Сето тоа јас го предупредив јас на сето тоа дека ќе се случува, затоа што од првиот момент тие тоа го политизираат. Од првиот момент наместо статистичка операција се претвори во политичка операција. Трка по проценти, трка по бројки, тоа нема да даде одговор на идниот развој на Македонија. И затоа уште од првиот момент кажа дека овие луѓе не се способни да испорачат нити директорот, нити пак тој неговиот заменик. И сето ова ќе биде плод на лажен компромис, политички договор. Тоа ќе биде. И од тие причини граѓаните немаат доверба. Еве самите тие уште не почната оваа така наречена политичка операција, ја вулгаризираат во очите на јавноста и потоа се прашуваат зошто јавноста немала доверба. Како ќе има доверба кога едниот со другиот не знаат што представува методологијата која што сама ја представија во јавноста. Затоа треба да заминат овие луѓе не се способни, овие луѓе го украдоа, го покрадоа народот и го ставија на маргините и на колена го клекна. Затоа треба да заминат, не ги бива. Затоа треба да се избориме заеднички на следните избори да ги поразиме. Потоа одговорност. Тоа е суштината, нема друга суштина. Ке продолжи на тоа не 111, 121 до година ќе бидеме. 121 ќе бидеме. Со овие луѓе нема имена. Не постои човек, не постои бизнисмен во држава кој што не се жали на подкуп, на барање мито, на криминал и корупција. Не постои човек. Кој гласно тоа го збори, кој го збори тоа тивка. Докаде е собирањето на подписите за пописот? Вчера е доставена иницијативата до спикерот. Сега очекуваме спикерот да ја достави до матичните комисии во рамките на парламентот, а потоа тие да ги вратат назад до спикерот дека иницијативата е уредно понесена и потоа се информира предлагачот, тоа сум ја и надлежниот орган, Министерството за правда, потоа се дистрибуира до подрачните единици на Министерството за правда и формално ќе отпочне. Ако ме прашувате за колку денови денеска, очекувам дека до крајот на месецот, доколку нормално нема некои необјективни пречки од страна и на спикерот, комисиите и надлежниот орган да започне собирањето на потписи од граѓаните. Ја користам оваа прилика да ги повикам масовно да излезат да се потпишат, бидејќи самите гледате дека ова нема врска со попис. Ова е меѓусебен договор и сега инат терат едниот со другиот, кој колку проценти да има, па се надаваат или цитираат во јавноста. Што дојде до повлекување, што доколку самото владеачко мнозинство го повлече, односно предложи пролонгирање на реализацијата на пописа, дали тогаш ќе ја продолжите иницијативата или ќе ја стопирате? Нормално доколку се вразумат и доколку одлучат да се повлечат, нормално дека
во тој случај целта ги оправдала средствата и во тој случај наистина не ја гледам понатаму потребата да се собираат потписи. Дали јуни, Тоа јули за вас е Не, прифатлива не, опција? Тоа ме прашувам. не, јуни, јули прво никој не прави попис во свет. Попис се прави на пролет и на есен, така што пролета 2022 година е идеално време. Ќе ги имаме и терминалите кои што ќе отчитуваат отисок на прсти, со кои што ќе се гласа на следните избори. Ве повикувам да го поставите прашањето и до надлежниот ресорен министер Фатмир Бесими, зошто не одговара на председателот на Државната изборна комисија кој бара дополнителни средства за обезбедување на овие терминали. Од што се плаши ДУИ на следните локални избори? Ево од што се плаши ДУИ. Прашајте го Фатмир Бесими зошто не обезбедува средства за председателот и односно за Државната изборна комисија за да може да се обезбедат терминалите за отчитување на отисок на прсти со кои што ќе се гласа на следните локални избори. Еве повикувам како новинари македонската јавност нека праша Фатмир Бесими. Зошто не ги обезбеди тие пари, зошто не одговара 2 недели на дописот од Државната изборна комисија? Што се плаши? Што се плашат? Ако е ова статистичка операција не е политичка и ако се тие кои што го почитуваат законот. Членот 108а е јасен како ќе се гласа на следните локални избори. Ве повикувам новинарите, прашајте го Фатмир Бесими зошто 2 недели не одговара на председателот на Државната изборна комисија и не обезбеди дополнителни средства за да се набават овие терминали. Или Зоран Заев прашајте го. Прашајте ги, или паралелниот премиер прашајте го. Прашајте ги, јавно сте вие. Зошто да молчиме? Зошто молчиме? Пак да бидеме покрадени? Па да се краде волјата на народот? Тоа нема да го дозволиме. Дали има некаква движење до новото мнозинство што го Има. Да, има, бидете трпеливи. Реков тоа и во моите изјави пред неколку недели. Бидете трпеливи. Многу брзо ќе знаеме дали јас сум бил во право или Зоран Заев. Со кои политички партии, со кои парламентарни? Бидете трпеливи. Бидете трпеливи. Може би има политички партии што се дел од коалицијата на СДСМ. Има ли некаква врска со повлекувањето на локално ниво на еден столет низ Источна Македонија? Не би сакал сега во моментот да зборувам работи за кои што е потребна, верувајте, голема дискреција за да може целта да биде остварена. А целта е ова влада да падне. Во моментов сте во трка со господинот Заев. И сум оптимиста. Тој да ги задржи Мицкоски, своите вие се обидувате да создадете ново мнозинство да продолжите со владење или да распишете нови избори заедно со локалните? Битно е оваа влада што поскоро да падне, да замине, а потоа да следи одговорност за сето тоа кое што е сторено овие 4 години. А што е сторено? Еве Транспарентност Интернационал кажува 111 место, убедливо најкорумпирана држава, кажува економист, хибриден режим, кажува Херетич, паѓаме на скалата за водење бизнис и уште ред други, сега да не ги редам што се случува, а денеска се подсетив на изјавата кога практично требаше да биде експозето на Зоран Заев како нов премиер на 30 мај 2017 кој рече ветувам правда, ветувам реформи и ветувам евроинтеграција. Правдата стана неправда, од реформите нема Р, односно има антиреформски процес, уназадување, а за жал од евроинтеграцијата единствено што стане е понижувањето, омаловажувањето и навредите што македонскиот народ, македонските граѓани го трпат од секаде. Добре, една последна ако може. 6 години од објавувањето на првата бомба во проектот Вистината за Македонија, според вас од денешна перспектива, што добро и што лошо донесува? Па еве, заедно од тука можеме пешки да поедеме до Триумфалнава капија, да го видиме семафорот, која бројка пишува таму и тоа ќе го даде одговорот за што беа наменети тие бомби. Од бомбите останаа само бомби, но за жал тие кои што требаше да бидат практично цел на тие бомби, денеска се нивни верни коалициони партнери. Господине Мицкоски, премиерот Заев најави пристигнување на вакцини и почнување со процес на вакцинација од наредната недела. Кој е вашиот став? Повторно треба да се вратиме на прво прашање кое што ми беше поставено. Дај Боже денеска да имаме ние вакцини. Еве, јас поддржувам и идната недела да имаме вакцини и ќе поддржам од сега понатаму било кога само нека ги донесат тие вакцини. Нека почне оној кој што сака да се вакцинира. Се срамам што сме последни, што сите држави во Европа буквално почнаа, што еден Авганистан има половина милион дози добиено, а ние како држава уште коленичиме, се молиме налево надесно да добиеме 10, 20, 50 илјада, 2000
2000 дози. Наистина не знам што да кажам на тоа. Еве го храбрувам да овој пат конечно еднаш ќе говори вистината и нека ги донесат тие вакцини, а тие луѓе кои што сакаат да се вакцинираат да може да почнат да се вакцинираат. Што треба ние како ВМРО-ДПМНЕ, како опозиција да направиме, ќе направиме да им помогнеме во таа намера, бидејќи гледаме дека се тотално неспособни. А за скандалите во здравството, само да дополнам, еве, јас ќе ви помогнам. А за скандалите во здравството ќе бидете сведоци во периодот кој што следи, да видите дека на се фокусирани, само не се фокусирани на обезбедување вакцини и борба против оваа пандемија која што за жал не задеси. Ви благодарам.